Здраво, дечки! Конечно, после 5,5 месеци на одење ваму, таму, откривање, односно давање на погрешни диагностики, ова е, тоа е, вака ќе осредиме, така ќе осредиме, ги најдов Autodoc, дојдов кај Autodoc и после неколку дена фатон ми се јава: "Еј, Кирил, готово, го средивме фроги, дојди, земи си го." И сега доаѓам пред Autodoc, веќе некако си го гледам фроги, едва чекам да видиме што било дефектот и дали уопште ќе го бива фроги. Ајде да видиме. Бесник, здраво. Здраво, Кирил, добре дојде. Добро ве најдов. Многу ми е кеф, мора да ти кажам, што после 5,5 месеци, толку многу проблеми, вие за неколку дена само ми се јавивте и ми кажавте дека проблемот со фроги е готов. Нас уште повеќе ни е мерак што возилото ни е готово и имаме задоволен клиент. Апсолутно, едва чекам да се седнам во фроги и да почнам да го возам, бидејќи толку многу кеф, толку многу време пројде, а се уште го немам искусено како што треба. Ајде кажувај ми што точно беше проблемот со фроги. Да. Почнеме со диагностика на возилото со специјален уред. Имаш индикација дека проблем со системот со снабдување на гориво. Да го испитавме и видевме дека има проблеми со ожичувањето и исто така нечистоти во филтерот за гориво кои се резултат од нередовно одржување. Саш да ми кажеш дека тој филтер толку многу може да направи проблем ако нередовно се менува? Така, филтерот беше ептен, стар и предизвикуваше проблеми во целата работа. Не сакам ни да знам колку Подобро да не го кажам филтерот, да. Добро. Друго? Нешто Друго, дополнително што ја прави комплексија во целата работа е системот на плин. Стварно? Во функционирањето на моторот предизвикуваше дополнителни проблеми што моравме тоа да го отстраниме и со самото отстранување веќе фроги е спремен и може да се вози. Кажи ми, општо или конкретно тука плинскиот систем не бил добар или овој мотор и овој бренд можеби не сакаат плин? Плинот вака правилно е намештен како што треба, меѓутоа самото возило нема фабрички плин и со тоа автоматски чим нема плин може да направи во текот на времето и проблеми. Со тоа следи одржувањето што во овој случај не е како што треба. Видевме трагина нечистоти во самиот филтер, имаше деформации на самиот филтер и тоа нормално дека нема да има проток. А со самиот намален проток нема ни да функционира. Затоа се мачевме да испитаме и на крај го решиме проблемот. Добро. Кажи ми, ќе го биде фроги? Секако дека ќе биде. Сега е спремен. Имам некои други работи кои што треба да ги внимавам да ги направиме отом потом. Значи, јас сакам да го средиме да биде скоцкан така, паком. Уште малку му фали на фроги, ние дополнително го проверивме, забележивме пукнати на карданската гумица и тоа секако дека треба да се среди. Значи, веројатно тоа добивам некое тресење. Може да има вибрации при забрзување, секако, да. Што дефект можам да имам ако продолжам да возам така? Ако вака продолжи да се вози, ќе застане. Така? Да. Можам да направам некои посериозни дефекти? Да, по приоритет треба да се среди тоа, бидејќи со таква состојба не би Што значи дека ќе имаме уште една емисија средување на карданска гума и да видиме што друго. И што друго. Да. Добро. Кажи ми, сум направил добар избор со фроги? Секако, со фроги е најдобар избор. Возилото е оценувајќи според годините е во добра состојба, само му следи едно одржување и фроги ќе биде тип-топ. Јас ви благодарам многу. Сега едва чекам да седнам натре да го возам, искрено ти кажам. И мора да им кажеме на гледачите Autodoc што се нуди, што се може да најдат кај вас и за кои се други брендови може да бидете вие вистинскиот избор. И јас топло ви ги препорачувам Autodoc, бидејќи после 5,5 месеци кој ќе чуеш дека некој за неколку дена само го средил фроги и сето тоа е професионално направено и вака добро си ја знаат луѓето работата, стварно ви ги препорачувам, а Бесник сега ќе ви каже што се друго може да ви понудат на вас. Фала на убавите зборови, доста не пофали. Така да, ние сме Autodoc Premium, работиме со сервис одржување на Volkswagen групација, така да се кратки се неколку зборови за Volkswagen и Audi можеме све. Ќе се дружиме со фроги повторно во други епизоди кои што најавив. Сега да се провозиме. Ви благодарам многу, дечки. Легенди сте, доктори се, не се мајстори, доктори се и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!